Вообичаен ден на меѓународната вселенска станица. Тука се руските космонаути Сергеј Прокопиев и Дмитрий Петелин. Инженерите поминаа 7 часа надвор од вселенската станица, преместувајќи радиатор за ладење на повеќенаменски лабораториски модул и инсталирајќи нова воздушна брава. Двајцата ќе имаат и други дополнителни работи следната недела. Претходно астронаутот на НАСА Стив Бовен и султанот Ал Нејади од Обединетите Арапски Емирати исто така поминаа 7 часа подготвувајќи се за инсталирање на системот за производство на електрична енергија на станицата. Двајцата ја подготвија вселенската станица за 2 нови соларни низи кои ќе се испорачаат оваа година на 28-та комерцијална мисија за снабдување на SpaceX до станицата. Оваа недела исто така научниците за прв пат беа сведоци на умирачка звезда слична на Сонцето, која се прошири до таа мера што ја проголта блиската планета. Научниците велат дека истото веројатно ќе се случи и со планетата Земја во далечна иднина, кога нашето Сонце ќе се претвори во црвен џин, а тоа е за околу 5 милиарди години. Зборувајќи за SpaceX, приватниот вселенски џогернаут имаше пар успешни лансирања само неколку недели по делумното успешно лансирање на неговиот Старшип. Новој лет на SpaceX од Кейп Каневарал на Флорида лансираше 2 сателити за телекомуникацијска компанија SES, која вели дека незиниот хардвер ќе обезбеди широко појасно поврзување низ целиот свет. SpaceX исто така лансираше својата ракета Falcon Heavy оваа недела, за која компанијата вели дека е меѓу најмоќните во светот. Исто така од таму вела дека мисијата на ракетата била да носи 3 сателити во орбитата. Од компанијата која лансираше најмокната ракета на светот, најавена со голема помпа, а која потоа експлодира веднаш по полетувањето, вела дека SpaceX сепак забележал победи. Екологистите не беа импресионирани. Групите за заштита во понеделникот ја тужеа Федералната управа за воздухопловство поради незиното одобрување и лансирање во близина на национално прибежиште за диви животни во Јужен Тексас. Лансирањето на Старшип фрли остатоци и шрапнели најмалку неколку стотици метри и запали речиси 1,5 хектар од блиската територија. Службата за риби и диви животни на САД соопшти дека со тоа се создал облак од прашкаст бетон кој се проширил на повеќе од 10 километри. Еколошките групи бараат целосна студија за влијанието врз животната средина, што управата се уште не го направила. Ваквото мислење не го дели и основача на SpaceX Илон Маск. Тој мисли дека е направена многу мала или незначителна штета околу загадувањето на животната средина. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чономовски во Вашингтон.